Денеска на Универзитетот Свети Кирил и Методиј во Скопје и Универзитетот Гоце Делчев во Штип започнува новата академска година 2024-2025 со одржување на првите академски часови. Овој настан, иако го означува почетокот на годината, се одвива во контекст на континуирано намалување на бројот на студенти во Македонија, кој според Центарот за граѓански комуникации во последните 10 години изнесува над 7.000. Најголем пат од 22% е забележан на државните универзитети, додека на приватните има пораст од 56%. Скопскиот универзитет Свети Кирил и Методиј изгубил речиси 5.000 студенти во истиот период, со најголем пат на економскиот, филолошкиот и градежниот факултет. Наспроти ова, бројот на наставници се зголемил за повеќе од 1000 лица. Подобрена е ситуацијата со пожарот во северниот дел на грчкиот полуостров Пелопонес, во близина на градот Ксилокастро, по интензивната борба на противпожарните сили која траеше цела ноќ. Поради пожарот, беа евакуирани неколку населени места, а превентивно беше затворен автопатот кон и од Атина и Патра. Огнените јазици се протегаат на должина од над 32 километри, а испратени се итни пораки за евакуација на селата во близина. Во гаснењето учествуваат над 400 пожарникари, а животот го загубија двајца мажи на возраст од 35 и 40 години. Според медиумите, повредени се и двајца пожарникари. Министерот за цивилна заштита, Василис Кикиљас, изрази сочувство и апелираше до граѓаните да ги почитуваат упатствата на властите. Марк Руте, поранешниот холандски премиер, денеска ја презема функцијата генерален секретар на НАТО, наследувајќи го Јенс Столтенберг, која водеше алијансата од 2014 година. На заедничката пресконференција со Столтенберг, Руте истакна дека трансатлантските врски мора да останат силни, а земјите членки на НАТО треба да ги зголемат своите одбранбени распределби. Тој исто така нагласи дека поддршката за Украина останува приоритет, изразувајќи подготвеност да соработува со кој било исход на претстојните избори во Соединетите Американски држави. Денеска во Брисел ќе се одржат низа настани за да се одбележи промената на лидерството на алијансата. Руте ја презема функцијата во време на руската инвазија на Украина, со приближување на границата од 1000 дена од почетокот на конфликтот. Со оглед на напредокот на руските сили во источна Украина, една од главните задачи на Руте ќе биде зајакнување на поддршката за Киев и одржување на единството меѓу западните сојузници. Екстремно блиска средба меѓу руски борбен авион Су-35 и американски F-16 се случила недалеку од брегот на Алјаска, при што американскиот пилот изненадено реагирал на упадот на рускиот авион. Снимката од инцидентот, објавена од Командата за воздушна одбрана на Северна Америка, покажува како американскиот авион следел руски стратешки бомбардер, пред рускиот Су-35 да влезе во кадарот. Генералот Грегори Гилјо, командант на Командата за воздушна одбрана на Северна Америка, го осуди маневрот на рускиот авион, нарекувајќи го небезбеден и непрофесионален. Оваа средба е дел од серија руски упади во воздушната одбранбена зона на Алјаска, што го зголемува притисокот за зајакнување на американското воено присуство во регионот. Сенаторот Ден Саливан ја искористи ситуацијата како аргумент за зголемување на воените капацитети на Алјаска и Северниот пол. Овие настани доаѓаат по заедничките воени вежби на Русија и Кина во близина на Алјаска, што дополнително ја зголемува загриженоста на американските власти. Портпаролот на израелската армија, Даниел Хагари, денеска изјави дека милитантната група Хезболах планира да користи куќи во селата во Јужен Либан како база за потенцијален напад врз Израел. Според него, планот на Хезболах е сличен на нападот на Хамас врз Израел од 7 октомври минатата година, со цел да извршат масакр врз цивилното население. Хагари нагласи дека либанските села покрај границата се трансформирани во воени бази на Хезболах. Овој потенцијален напад, наречен освојување на Галилеја, е насочен кон израелските заедници, со цел да предизвика големи жртви меѓу цивилите. Израелските власти предупредуваат на опасноста од овој план, кој би можел да резултира со сериозни последици за безбедноста на регионот.